Последните статистички показатели покажуваат бавно опарување на индустријата, а всушност индустријата е главниот двигател на економскиот развој и раст. Според одредени податоци, никелот се движи околу $20,000 по тон. Вртоглав скок на лондонската берза има бакарот кој во мај ја помина ценовната рампа од $10,000 по тон. За веќе во септември да се стабилизира на околу $9,300 по тон. Во првиот дел од овој дел од разговорот со мојот соговорник Николајчо Николов, доскорашен менаџер во Бучим, ќе разговараме околу вртоглавиот скок на металите и неметалите. Што се случува денес на берзата? Да, ние присуствуваме или учествуваме во едно време кога сите сме збунети, сите се чудиме како дојде до вакво зголемување на цените. И веднаш сакам да кажам дека зголемувањето на цените, особено на металите и бакарот со кој работи Бучим, никелот со кој работи Фени индустри, воопшто не значи дека е најдобрата работа и воопшто не значи дека се зголемува профитот. Знаете, во светот, во Европа конкретно дојде до енормно зголемување на сите цени. И зависно од тоа која индустрија, каков влез има на одредени компоненти чија цена се зголеми, така и се осеќа, така да ситуацијата воопшто не ја оценуваме како поволна, како добро, напротив, како застрашувачка. Само еден податок да кажам, Бучим до почетокот на оваа година плаќаше месечно за електроенергија околу 500,000 евра. Сега цената на истото количество на електроенергија чини околу 2 милиона евра. Дали финансиски можете да го издржите или како компанија? Веќе Бучим работи на граница и покрај таквите цени. Вие добро кажавте, $10,000 цената на бакарот е многу висока цена. Ако земеме предвид дека долго беше околу $5-6,000, тоа е енормно зголемување, меѓутоа тоа воопшто не значи дека се зголемила добрата состојба, се подобрила добрата состојба на производителите на метали. Така да сметам дека живееме во едно турбулентно, нестабилно време, а кога е времето нестабилно, тешко може да се прави правилна и согледлива економија. Значи, мораме од ден на ден сите да се снаоѓаме и јас лично мислам дека зголемувањето на цените на металите, енормното зголемување на цените на металите, воопшто не е благосостојба, туку е еден предизвик како производителите да се снајдат во оваа ситуација. Значи, као податок е електроенергијата, ако е таа зголемена со 4 пати, да кажеме, а електроенергијата конкретно во Бучим учествуваше околу 15% во цената на чинење на готовиот производ, сега тоа учествува над 30%. Така да тешко може и нема радост кај производителите на металите, нема радост, туку и тие се збунети, се борат кој како да се снајде. Господине Николов, од втората половина на година заминавте во пензија, очекувавте ваков економски ценовен шок? Ваков ценовен шок воопшто ја лично не очекував. Ние имавме можност во почетокот на годината да заклучиме договор, барем годишен договор за електроенергија која е главна компонента во цената на чинење на производот за некои 55-60 евра по мегават час. Сега гледаме на берзата, таа цена е околу 200 евра за мегават час. 200 евра и 60 евра се гледа разликата и оттаму доаѓа вкупното зголемување на уделот и вкупното зголемување на цена на чинење на готовиот производ. Лично не очекував, меѓутоа пандемијата
Веројатно во Европа и се размислува, ние како Македонија можеби требаше да размислуваме поинаку. Ние дојдовме до една ситуација да немаме воопшто производство на сопствена енергија и да зависиме од тие цени кои се во Европа 150-200 евра по мегават час. Вие минатата година, уште во април, по она што можев да поручитам, сте предвиделе дека 2021 ќе биде од аспект на коронавирусот многу тешка и главен удар ќе биде економијата. Дали нова мислевте? Да, долгото траење на пандемијата COVID-19 и за очекување беше дека ќе доведе до долгорочни негативни економски последици. COVID-19 ја затекна Европа па и светот не сосема подготвена за една долгорочна борба. Знаете, има огромни проблеми во фирмите кои произведуваат, сите производи кои се произведуваат, затоа што квалитетниот недостиг на работна сила се зголеми во услови на COVID-19 и логично, особено енергетски, моравме да очекуваме, ние моравме да го очекуваме, ја тоа го нагласував, дека 2021 година ќе биде многу тешка економски за нашата држава, која е мала и мислам дека ние и како држава не водевме доволно мерки да согледаме одредени проблеми и да превземаме мерки за олеснување на економската состојба во државата. Кога сме кај мерките, имаше сет на владини мерки за некакво ублажување на последиците за компаниите. Дали тие беа недоволни? Зависи конкретно во рударската индустрија и во производството на метали немаше мерки некои олеснителни, но таа индустрија се бореше сама за себе, но и тамо кај што државата даваше мерки, конкретно во угостителството, кај што помагаше, сега можете да чуете дека дојде време, ситуацијата не е подобрена, не е надмината, а веќе мора да враќаат одредени средства, така да, знаете, мислам дека таа помош само привремено ја ублажи состојбата. Како се движи цената на златото во Бучим и колку Бучим има златни резерви за Централната банка? Знаете, Бучим произведува готов производ е бакарен концентрат во кој има покрај бакарот и злато. Има 10 до 15 грама злато на тон бакарен концентрат. Но тоа не е злато чисто, тоа оди на металушка, на скапа металушка преработка и се добива злато. Така да, знаете, малку е популистички да зборуваме дека бучимското злато влијае врз златните резерви во Република Северна Македонија. Мислам дека тоа не може така да се каже. Господине Николов, можевме ли да ги пресретнеме овие ценовни шокови, особено во делот на енергетиката? Вие споменавте дека ние сме увозно зависни. Можевме ли да бараме алтернативни решенија многу порано? Јас лично сметам дека ние како држава ја побркавме политиката за енергетската состојба, ја запоставивме енергетиката и не може да дојдеме во ситуација да Македонија обезбедува стабилна електроенергија за домакинствата во услови кога немаме сопствено производство. Тоа мора од негде да се надокнадува. Друго, мислам дека многу паушално решаваме одредени проблеми, конкретно за алтернативните енергии. Ние немаме стратегија за многу работи, па и за електропроизводството, значи немаме долгорочна државна стратегија. Ако погледаме обкружувањето, зошто е Германија богата и така натаму, значи ние во Македонија како мала државичка требаше да обезбедиме секој
на свој начин да инвестира во производство на алтернативна енергија. Не е воопшто тајна, се знае многу добро, да кажеме во Германија градите куќа, ви се нуди поволен кредит да куќата биде покриена со панели за производство на електроенергија. Поволен кредит и тој кредит го враќате помеѓу другото со производство и продажба на електроенергија во енергетскиот систем, а кај нас е, не знам дали се знае тоа, кај нас е се наопако решено. Например, вие ако сакате да градите куќа и поставите сопствени панели на куќата, ќе добиете лесно дозвола, но броилата на ЕВН вртат само во една страна. Вие кога ќе давате, произведувате енергија и ја давате во системот, во енергетскиот систем, и за тоа ќе плаќате, бидејќи само во еден правец се мери. Ќе дадете енергија и ќе ја платите енергијата што сте ја дале. Затоа е дестимулативно во Македонија и тие мали, навиду мали финеси се многу важни, да се подстрекне народот да сите размислуваме како за себе да произведеме електроенергија. Вие сте сведоци на оваа експанзија градежна во Македонија, но на тоа не се обраќа внимание, да видиме како да станеме и производители на електроенергија. Значи, се е дестимулативно, све е паушално, се е еднострано решено и ние мораме сите да се заложиме. Погледајте, ние се уште не знаеме како луѓе дали хидроенергијата е искористена и колку е искористена во Република Северна Македонија. Ние го гледаме, погледајте го Мавровско езеро кое е опустошено со вода. Значи, не се водат евиденција, паушално, пуштај хидросистемите да работат, да произведуваме струја, од друга страна правиме еколошки пустош. Како оценувате владината одлука за замрзнување на цените на одредени производи, за која се најавува проширување на палетата? Јас лично мислам дека е таа повеќе популистичка отколку правилно решение. Знаете, не може еднострано да дојде до ограничување или замрзнување на цените. Лебопроизводството воопшто не е високо профитабилна струка. Во лебо тоа е повеќе и трудоинтензивно. Значи, работат доста луѓе во лебопроизводството и сега ограничување на лебот без цената на лебот без ограничување на влезни компоненти, и тие трошат струја која, кажаме, 3-4 пати зголемена, тие трошат работна сила кај што треба платата да расте за да може да купат. Мислам дека таа одлука е донесена без доволно анализа. По мене треба државата да се грижи за профитерите кои во оваа ситуација, во кризи, овакви, онакви, здравствени и енергетски, профитираат со своите цени. Тие треба да бидат лимитирани, а производството, знаете, има многу производствени гранки кои се на граница на рентабилноста. Кога ќе му се замрзне цената, многу лесно ќе дојде до отпуштање на работници. Дали сакате да кажете дека со оваа владина мерка за замрзнување на цените на производите ќе има и економски последици? Очекувам дека нема да има многу позитивни ефекти, туку само негативни. Знаете, ние сме присутни кај многу фирми, многу производители, производствени фирми кои работат на граница на екзистенцијата. Малку му треба сега уште една капка да каже јас ја затварам фирмата, а затварањето на фирмата значи отпуштање на работници. Тоа е нов проблем. Ние може да генерираме нови проблеми со ова. Не се чувствува кај народот дека е ова издржана мерка, но само, знаете, популарните и популистичките, леп, зејтин, ориз, јајца и ова и она ќе се замрзне цената. Ама како тој ги произведува, тој производ, како го произведува, и велам треба да строго да се внимава, бидејќи во овакви кризни ситуации се јавуваат и профитери. Тие треба да бидат санкционирани, кои профитираат
на сметка на енергетската, на здравствената криза. Тие треба да се пронајдат, значи мерките по мене сосема поинакви треба да бидат. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Јас ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Николајчо Николов, долгогодишен менаџер во Бучим Радовиш.